Почитувани гледачи, денешен гостин во емисијата Спорт Плюс е господинот Трајче Димков, актуелен пратеник во Собранието на Република Македонија и инаку по професија професор по физичко воспитување, со кого денеска ќе разговараме на една поинаква тема во Спорт Плюс, односно развиената свест на граѓаните за спортот и за движењето во спортот. Господин Димков, добро дојдовте во Спорт Плюс. Добро најдов, благодарам за можноста да зборуваме за оно што мене ме следи цел живот, тоа е спортот и спортските активности. Тоа ми е всушност и професијата и ќе ми биде задоволство доколку можам на некој начин да дадам дел и придонес во потребата и развивањето на свесноста кај луѓето за физичката активност и спортот. Така. Вие сте препознатлив по борењето, 8 години сте биле досега државен првак, имате 20 годишна тренерска кариера, сте биле учесник и на Олимпијадата во Кина. Човек со кого можеме да зборуваме токму на оваа тема, значи ќе повториме уште еднаш развиената свест на граѓаните за спортот и за движењето во спортот. Еве најпрво да ни кажете една дефиниција што значи спортот за вас. Би сакал само да ве надополнам, благодарам за тоа дека во еден период од мојата кариера бев и вработен во Агенцијата за млади и спорт. Тоа е период 99-2003 година, кога бев советник за млади и спорт на територија на Штип, во источен регион. И така да имав можност да правам анализа и споредба како бил спортот, тогашните состојби, вклучително и сега ги познавам. Инаку спортот е најпозитивната човечка активност. Спортот е игра или надпреварувачка активност. Спортот е одрел можеби најважната угла за развојот на човештвото. Спортот е можност за правилен развој на младите луѓе. Преку спортот се дава можност за зголемување на човечките можности. Тоа е всушност надпревар, меѓусебно докажување. Значи можност кога човечките граници се надминуваат и се дигат во небеса, затоа што преку спортот гледаме често пати кога две спортиставени лица или две спортски екипи даваат одредени резултати или се борат за секоја секунда и гледаме како преку спортот со своите тренинзи и надпреварувања тие достигнуваат одредени врвни светски резултати или рекорди кои и гледаме докаде може да оди се човечката способност и нивните физички предиспозиции. Меѓутоа, од друга страна, гледано спортот е и една од најголемите стопански гранки. Можност за гледаме се поголема комерцијализација на спортот во светот и на секаде. Меѓутоа и можност за заекнување на карактерните особини на младите, затоа што ни треба за да ги подготвиме во животот да бидат уште поуспешни, за да можат да се снајдат, бидејќи доколку човекот е способен да си ги работи своите секојдневни активности, а тоа преку спортот и силата може да го направи, ние мораме да ги подготвиме нашите млади генерации тоа и да го направат. Така, ова беше една кратка дефиниција за спортот. Спортот е едно, физичката активност е друго. Еве, како е вашето мислење за овие две? Видите, ако гледаме, уште еднаш ќе се повторам, ако гледаме спортот како игра или надпреварувачка активност во слушност на движење, физички движења кои ги прави човекот, нешто што во еволуцијата на човечкото битие слушно се случило и преку движењето ние сме се оформили какви што сме денес. Значи ние добиваме одредена форма денешна и тоа го пред се благодарение на тие движења. И во почетокот луѓето не сваќаат дека тие движења се едноставно ги прават рефлексно. И тоа за подобра храна, значи опстанок во животот, одбрана од другите, со текот на времето тоа добива еден тек на настаните каде што сваќа дека подобриот, поискусниот ги добива поголемиот дел од она и гаранција за живот, меѓутоа и статус во државата и во општеството. И тоа ако сме сведоци се уште ние ќе гледаме надпреварувачки такви игри во селските средини, руралните средини кај нас, кај што ќе можеме да видиме кај што луѓето се надпреваруваат меѓу себе и ќе почувствуваме дека се уште имаме дел од тоа што порано го правеле. И тоа му дава престиж, му дава примат на тој човек што е во таа средина. Меѓутоа, многу е основно треба да сватат луѓето, бидејќи самиот наш почеток на луѓето почнува со тоа што ние се движиме. Сега гледаме една состојба каде што ние буквално видите денес седеме со вас двајцата. Значи тоа е една состојба каде што не е добра. Буквално ако се разбудиме од сабај па до вечер, сами да си го замислиме животот, не морам јас вашиот или вие мојот или на било кој од само да му отстапи малку, просто секој да си го замисли својот собствен ден, што ќе се случи. Ние буквално 90% од нашите активности дневни ги правиме во седачка положба. Или ќе спиеме, ќе лежиме, на училиште седеме, на работа седеме, такви не се професиите и ние всушност
И ова емисија е многу добра што ја правите за да апелираме до сите чинители, они што не гледат, меѓутоа и на младите, меѓутоа и до родителите, и до бабите и дедовците, меѓутоа пред се и до наставниците, меѓутоа и до локалните, и до владините институции кои што тие се грижат за потребата и за да ги усмеруваат младите луѓе како треба да прават, меѓутоа вклучително и да им кажеме на сите дека морат да ја развиваат својата физичка активност и дека не мора да чекат некој од владата или од локалната самоуправа да им каже дека тие треба да излезат и да се движат. Така. Сметате ли дека децата сега уште најмала возраст се преокупирани со новата технологија и дека немаат доволна физичка активност? Сведоци сме на тоа. Значи буквално ние гледам, јас гледам моите деца како пораснаа, ние кои живееме во населбата Балканска и тука се е малку различно, да речем, во една градска средина, бидејќи самата местоположба таму кај што живеам, можноста да речеме да излезат надвор во дворе, така натаму им дава друга ситуација. Меѓутоа, ако ги земе многу дечиња растат буквално во зградите. Ако не излезат денес, значи може да имат проблем. И ние мораме да направиме нешто да тие деца, вклучително, тие се млади, многу и не се свесни што им се случува, меѓутоа ние повозрастните, да речеме и вие, вклучително како медиум, и сите другите мора да влијат активно на луѓето дека треба буквално да излезат. Инаку тоа е голем хендикеп, меѓутоа да не забораваме дека индустриализацијата, технологијата, компјутеризацијата се многу важни за децата. Ние мораме да сватиме дека компјутерите денес без компјутер си неписмен. Без да речеме таа технологија, јазици така натака што мораш во една таква положба. Меѓутоа, независно од тоа, ние мораме да се водиме сметка и за физичката активност, за која јас многу се борам и сакам тоа да го направам, бидејќи единствен начин и побрзо да сватиме таа технологија и да сватиме одредени други технологии, пред се ќе треба да биде човекот здрав и витален. Така. Еве една статистика, значи живееме во едно модерно време, нова технологија, забрзано темпо на живот. Според податоците на Светската здравствена организација се смета дека 60% од светската популација е недоволно физичка активна. Овој тренд е присутен и во нашата држава нормално. Што мислите, што е она што недостасува за ова? Дали е некој виновен за ова? Постои ли виновник? Па не, точно ве констатацијата. Сега 60 или 50 или повеќе така натака не е ни битно во овој момент, не е ни важно. Меѓутоа факт е дека се помалку луѓето се движат. Се помалку кој е виновен и зошто? Можеби претходниот начин на живот кај нас допринел ние за да обстанеме во животот и да обезбедиме храна за себе си и за фамилијата, сме морали тоа да го правиме преку нашите, значи обработка на земјиште така натака. Сега во ова време, вие сте новинар, јас сум спортиста или политичар, јас не морам да излезам надвор за да обработувам одредена земјоделска површина, за да го правам тоа, за да обезбедам храна. Меѓутоа, на некој начин лагодноста на животот, послободниот живот, да речеме, можноста за посовремена технологија, рековме, и им возможно на луѓето да живеат полесно. Така да, тоа е еден тренд. Меѓутоа, кога го сватија луѓето, вклучително еве и ние како спортисти, не е моја идеја ова, да речеме, и на многу други. Мислам дека ова тема веќе и како многу застапена, бидејќи и во Агенцијата за млади спорт дека работев и беше исто така актуелно уште во тој период, дека се гледаше дека кај младите, меѓутоа и кај другите. Ние зборуваме сега за младите, зборуваме и за вас и за мене, зборуваме и за нашите татковци, зборуваме и за нашите, да речеме, сопруги и така натака, кои што на некој начин мораме да ги натераме тоа да го прават. Зборуваме за целиот човечки род, значи зборуваме со намера да ги спровоцираме луѓето дека тоа треба да го прават. Таквиот начин на живот си го допринесе, меѓутоа затоа е човекот умен, затоа измислил многу работи и мислам дека со една таква кампања ќе ги вратиме и ќе развиеме таа свесност кај луѓето дека треба токму тоа да го прават. Нормално. Има ли Штип доволно место за каде луѓето да извршуваат физичката активност? Не само Штип, да зборуваме и за источниот регион. Така, да не биде политички. Меѓутоа, јас би сакал да ги потсетам граѓаните дека буквално од 2006 година до денес се проектирани, всушност изградени, се градат или во проекција беа до 2018 година се изградат некаде околу 500 спортски објекти. Значи, тука вклучително спортските сали, училишните спортски сали, фудбалските терени, тениските терени, повеќенаменските игралишта. Речеме, во Скопје имаме веќе 2 репрезентативни објекти кои што
или 3 условно едната од приватна иницијатива, тоа е арената Филип II. Патеката во Штип. Да, само тоа е на локално ниво. Ми тоа зборуваме за нешто што можеби на Македонија му дава примат да може да организира одредени правенства. Значи Борис Трајковски, салата Јане Сандански приватна иницијатива. Ми тоа и на локално ниво гледаме дека локалната самоуправа и градоначалник се така многу се зафати во тоа да изградени се десетина игралишта, дел се со помош на владата, дел се со помош на локалната самоуправа. Тука ја гледаме во близина можеби и најубавата патека покрај реката Брегалница која го поврзува тука стадионот со населбата Ново село и во најава како што разбрав ова година дека таа треба да продолжи до Короман и мислам дека ќе биде идеална можност не само за пешачиње, туку и за велосипедизам и за ролери, така да ќе им даде простор. Значи кога зборуваме за спортски објекти ги имаме, се е прашање колку се искористени, како се искористени, кој на некој начин, бидејќи за да одам да ја користам треба да има одредена иницијатива. Тоа се прави и преку училиштата се прави самоиницијативно, и тоа се повеќе сме сведоци на користење на тие спортски активности, на тие спортски терени. Зошто децата треба да се занимаваат со спорт, односно и која би била најидеалната возраст за да се започне со спортот? Па биде сега, кога зборуваме за спорт, некогаш и порано и покусно да почне не е касно никогаш, отколку никогаш да не почне да се движи или да се занимава со спорт. Буквално, обично има разни спортски дисциплини, меѓутоа, според мене, тоа е некаде поврзано со почетокот на неговата школска, на неговите школски почетоци. Буквално тие кога уште во градинка, гледаме дека таму има одредени активности организирани преку наставата и програмата на градинките, меѓутоа вклучително со наставата и во училиштата. И мислам дека тука некаде веќе со почетоците 6-7 години, тие полека треба да си го барат местото, меѓутоа кога зборуваме за поактивно вклучување и моја препорака е да речеме да не се брза кај родителите затоа што желбата моето дете да го видам да го облече копачки или да облече боречки дрес или кимоно е огромно голема, меѓутоа треба да внимаваме како ќе се пристапи кон него, бидејќи и самиот наставник од друга страна како ќе го прифати детето, кој треба да речеме да води сметка за него, да речеме во однос на хигиената, на односот со другарите и така натака. Меѓутоа, сега зборувам за една друга тема, малку излегувам од ова што ме прашувавте. Меѓутоа, според мене, некаде меѓу 9-та, 10-та, 11-та година тука некаде треба да биде тоа. Што не значи дека и порано не може, во зависност од можностите, бидејќи кај нас да речеме имаме некои спортски дисциплини кои се многу изразити, многу добри и ги селектира децата на тој начин. За жал, малку тука кај женската популација немаме такви спортски можности, дисциплини, меѓутоа и во тој дел треба да се работи, бидејќи женските деца се уште многу поважни, тие треба да бидат мајки, тие треба да раѓаат деца и ако не се способни физички здрави, тие едноставно ќе биде многу потешко живот, вклучително и за сите нас. Значи, да заклучиме дека годините не се толку важни, тоа е еден период кога се почнува со школската нивна возраст, меѓутоа најважно од се како е да почнат да спортуват и да одберат дисциплина која тие ќе сакат, едноставно да си го препознаат талентот. Да, на некој начин. Да. Како беше во вашето време? Еве, вие се определивте за борењето. Па да кажам, тоа што и почна да ви кажам, во тој период исто така имав организирана настава ние и во училиштето. Јас за жал немав спортска сала, во училиштето немав, меѓутоа упорен бев да патувам секој ден и тоа буквално тогаш немаше ни толку превоз, немаше ни такси, немаше, така да буквално се случуваше да одам и пешки. По овие, речеме, како денешни времиња, по зима, по снег и така натака, користевме превозот на тогашната памушна индустрија Македонка, затоа што патуваме со тие автобуси, ги користевме често пати. Едноставно, јас ви кажав, тогаш ние имавме спортски активности, бидејќи таков ни беше режимот на сите деца во Штип, мојата генерација, буквално се занимававме и имавме активности и на улица. Знаеме и да се бориме, да се надпреваруваме, да трчаме, да пливаме по реката Брегалница, да речеме, беше малку подруго време. Буквално се играше и многу фудбал, знае и децата тогаш и да се борат, значи најпрепознатлива ситуација во човечко, тоа е некоја друга тема, некој што ќе зборуваме за борењето, кога значи човек како форма на активност се појавило борењето. Не, јас сум дел од борењето, и тоа често пати како за одбрана, за заштита знаеле често пати да користат движења кои сега ги гледаме во борењето. Така да, меѓутоа во тој период се играше многу фудбал, близината на вашето студија, тука има едно стадионче кое буквално беше зафатено по цел ден. Значи на сите генерации го користеа и така и полека имаше и спортски клубови,
вклучително на тоа, некои од моите другарчиња веќе отидоа таму, дел од мојата фамилија се занимавала со борењето, така да ме предизвика и мене, можеби самиот прв почеток. Знаете, многу е битно кога ќе отидеш на тренинг, ќе ти приде тренерот, ќе го видиш, ќе го засакаш или ќе сакаш да бидеш со него, и тоа е многу важно за да не се уплаши детето. Значи тој контакт е многу важен. Така да јас во еден таков момент бев малку и повозрасен, да ви кажам. Почнав во 7 одделение, сум бил до 13 години. Меѓутоа ги поминав сите фази на спорт. Сега ќе мораме многу порано, рековме, да се вратиме, бидејќи таа веќе возраст е малце постара. Меѓутоа, вклучително со тоа што бев многу активен физички тука, така да не ме недостасуваше некои активности кои, за разлика од други деца кои живее во друга средина, ги нема. Така да мене ми требаше малку техника и да ги стигнам во одно што они претходно го имаат изградено. Така, свесни сме дека имате многу обврски во моментот во политиката, како и на приватен, така и на професионален план. Колку сте физички активен вие? Па сега не многу, бидејќи постојано сум за Скопје, рано патувам, се враќам касно, меѓутоа иако физичката активност како спортска активност, речеме борење или фудбал и така натака, многу не, меѓутоа се трудам често пати да пешачам. Имам така сум дома уреден за да можам некои работи да си ги работам сам, се трудам да речеме да сработам некои работи што се во кругот на мојата фамилија, во мојот дом, се со намера да излезам, да направам нешто, да се движам, бидејќи ако зборуваме за спорт и физичка активност, значи тука е малку различно, затоа што спортот е, рековме, надпреварување или некоја спортска дисциплина која дава и се движи во друг правец. Ако зборуваме за движењето, активностите се друго. Значи ние зборуваме сега колку ние се активни, така да јас не мора да играм фудбал или борење, за да бидам активен, така да јас и самата работа дома, да речеме ако треба да ги средиш дрвата или да речеме да го уредиш дворот или да си уредиш живеалиштето, исто тоа е некоја активност која е многу важна, па го користам секој таков момент. А така, влијаете ли врз вашето семејство и врз вашите најблиски да бидат физички активни? Па да, обично, знаете, јас се сметам од луѓето кои малку повеќе се занимаваат со спорт, бев доста активен, вклучен во сите можеби спортски активности во шти подолго време и обично кај децата, кај фамилијата се ствара отпор. Да речеме во тој дел. Меѓутоа, во секој случај, децата ми се многу активни, се движат, пешачат, не се определија за спорт кои би на некој начин би тргнале по тој правец. Пред се, да кажам искрено да бидам, имаме малку хендикеп, ние кои живееме малку понастрана од градот и тоа треба некош да се уреди со текот на времето. Овие дечиња што се надвор, да речеме, од населбите и подалек од тие спортски борилишта, малку е потешко. Значи он треба да патува, да одвои време, да потроши средства што често пати може да го одвлече. Значи една од причините кои децата не се вклучени во спорт е и токму и тоа. Така да можеби треба да се размисли или да се доближи спортот до овие населби, да се направат одредени спортски активности тука, клубови, спортски дисциплини, кај што би можеле тие деца да се вклучат. Така да во секој случај спортот и мене и на мојата фамилија многу ни помага во тој. Така, за крај кои се вашите препораки за поголема физичка активност, доколку нешто препуштивме досега, слободно можете да го кажете вашиот став, да ме надополните. Па видите, јас како една од основните фактори за унапредување, за екнување на човечкото здравје го ставам тука спортот. Спортот како едно од позитивните човечки активности, најголемите придобивки за човекот. Меѓутоа сметам дека реков и преска, сакам да и напоменам и на луѓето. Спортот е едно, движењето е друго. Јас сакам да ги замолам, не само заради мене, за сите нас, да излезат и да се движат. Имаме можности, имаме инфраструктура, имаме познавање, значи не мора некој да оди на некој тренинг, организира не знам како и така натака, едноставно треба да излезе и да испешачи. Меѓутоа, со една дополнување, да се консултираат со матичниот лекар, нека си направат контрола и да внимават. Често пати луѓето за да дојдат до одредена форма, нели? Сакаат нема да јадат, ќе прават диети. Тоа не им го препорачувам, значи буквално нека си јадат редовно на време. Разновидна храна, меѓутоа со тоа нека се движат и нека прават контрола и советување со матичниот лекар за да не дојде до некои несакани последици, бидејќи и
зголемената физичка активност и движење може да направи одредени проблеми, до истегнување на мускулите и така натака. Затоа ќе треба можеби да се консултират и со лекар, меѓутоа се консултирате некое стручно лице, бидејќи може да дојде до истегнување на мускулите, одеднаш и да сакаме да направиме нешто или често пати ќе речеме ајде сега ќе почнеме да тренираме, да вежбаме, ама тој момент може да ни остави трајни последици, бидејќи одеднаш кога ќе сакаме нешто да направиме, нема да не успее. Така да, некои работи почнале полека и ќе треба полека да се движат. Јас се надевам дека со денешниот разговор ќе влијаеме на сите они кои што во моментот не гледат и дека ќе, односно со нашиот денешен разговор ќе помогнеме на сите наши гледачи. Па и јас се надевам, ако успеавме барем неколку од гледачите да ги убедиме дека има потреба, дека е многу важно тоа да го направат, меѓутоа една емисија нема да биде доволно. Јас се надам дека ќе направите и други емисии, ќе имате други соговорници, од еден друг агол ќе ја видите работата, ќе поразговарате и со други спортисти. Меѓутоа ќе ве замолам во името мое, во името на сите наши слушатели и гледачи, во името на сите наши граѓани да продолжите со тоа, да им помогнете, бидејќи единствен начин за здрав и правилен развој на младите генерации е спортот и физичката активност. Така, еве, ви ветуваме дека со денешниот разговор нема да застанеме тука, ќе ја прошириме оваа тема и ќе влијаеме на помладите генерации, па и на постарите да се бават со физичка активност. Ви благодарам што бевте наш денешен гостин и ви посакувам многу успех оваа година, па да се видиме повторно во следна прилика. Благодарам и на вас за можноста да учествувам во вашата емисија.